Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција Еден телевизија. Мнозинството во нашава држава се колне во некакви европски вредности, меѓутоа според начинот или нашите манири на урбано живење, имам впечаток дека царува една некултура, особено ако се земе бројот на разни диви депонии, каде се фрла отпад, навистина тоа е една загрижувачка појава. Но тука се моите гости вечерва. Ја насловивме темата да не бидеме ѓубриња, зашто инспирација беше граѓанската иницијатива Не биди ѓубре. Добро вечер за Ирена Ристич. Добро вечер. Прва метла на Не биди ѓубре. и Дејан Андонов од кампањата за подобра животна средина. Не игнорирај, реагирај. Добро вечер. Добро вечер. Дадовте еден фрапантен податок од Државниот завод за статистика дека минатата година е создаден околу 855.000 тони комунален отпад, но од она што е собрано останати се 230.000 тони отпад го нема никаде, односно го има секаде. Тој не е собран. Што вие како граѓанска иницијатива успевате на овој план, бидејќи овие тони, овие илјадници и стотици тони, мислам дека навистина треба едно чудо граѓани и жители да бидат вклучени да го средат тоа, тој отпад. Што ние правиме? Ние престанавме да ги броиме вреките кои ги собираме на дадена локација. На почетокот тоа ни беше дури интересно. Сме собрале 70, па 100, па 150. Втората фаза беше менување на литражата и квалитетот на кесите, како и бројот на алатите. Сега веќе престанавме да ги броиме вреките, затоа што тоа е премногу. Почнавме да броиме камиони. Одлично. Вие стартувавте од минатата година, од јули. Од јули месец почнавме со клиничкиот центар. Мислевме дека ќе биде само символично. Отидовме со неколку вреки и медицински ракавици, а сега веќе имаме сериозно количество алат потребен. Значи првично не планираше дека ова вака ќе потрае? Не, искрено мислев дека ќе бидат доволни некои 3-4 акции за да службите им кликне и за да се впуштат во акција, меѓутоа сум се излажала. Така. Дејан, како ја гледаш целава оваа кампања? Колку допира тоа до јавноста? Добро, ние кампањата почнавме сега од март, меѓутоа во многу се согласувам со тоа што Ирена го кажува, дека треба да бидеме континуирано активни на оваа тема за да допре до јавните институции. Може би треба повеќе време, но меѓутоа континуирани напори треба да постојат и да не бидат изолирани акции, кампањи, туку во континуитет секој граѓанин може да придонесе кон било каква акција. Ние ќе разговараме повеќе за ова, но имаме прилог, користиме прилогот од вашата иницијатива, нели? За последната акција, чистење на дивата депонија околу кеот на Вардар под Калето, така? Па во 3 минути да видиме како изгледаше оваа акција. Гребла, метли, вили, заштитни маски, ракавици, лопати. Акцијата за чистење на дивата депонија под Скопското Кале почна. Активисти и волонтери сплотени со една цел да се исчисти една од локациите на кеот на Вардар, каде слободното време го поминуваат стотици граѓани. 7-годишниот Огнен Димески е најмалиот учесник во акцијата за чистење. Чистевме секакви кеси, флаши, за да биде целата околина чиста. Апостол Кипровски пак има 70 години. Скопје го носи во срцето, но е разочаран што ова место некогаш било едно од најубавите во градот, а денес е запуштено. Македонија е цветна градина. Ние каде и да чепнеш, да направиш, ке роди, оваа земја е таква.
Ние некако како да ја омаловажуваме, како да не ја сакаме. Шермин Рахим првпат се вклучила во акцијата. Вели дека ова за неа е ново и несекојдневно искуство. На едно место да се соберат граѓани со заедничка цел. Секогаш е до мозокот, пред се срцето, нели треба да има љубов, меѓутоа треба да си го активираме мозокот што е доброто за општо добро. На 100 метри од неа пензионираната професорка по англиски јазик Наташа Бабазовска-Левкова ги метеше остатоците од скршени стакла, земја и трева. Очекува грижата, совеста и одговорноста за одржување на чистотата да проникне кај повеќето граѓани. Ова е една топка која што почнува да се тркала удолу по планината. И јас мислам дека на крајот ќе биде огромна и дека навистина ќе вроди со плод. Даниела Јовчева е вработена во комунална хигиена и на терен е секој ден, но вели дека за да се стави ред во одржувањето на урбаната хигиена, мора да проработи системот на казни. Многу е лесно некој да исчисти. Секогаш се наоѓа некој што сака да биде чисто и да среди. Исто така е многу лесно да бидеш и некултурен и невоспитан. Првата метла, како што за себе милува да каже актерката Ирена Ристик од граѓанската иницијатива Не биди ѓубре, и овој пат беше меѓу волонтерите. По скоро 40 спроведени еколошки акции низ земјава, срекна е што ова е најмасовна и најбројна. Преска достигнав едно ниво на среќа кое предизвикува солзи во моментот кога моите параѓубреџи преброја дека сме над 150 души и тоа е она што мене всушност многу ме радува. По неколку часа неуморна работа, раце со плускавци, насмевки, испотени лица и воздишки, акцијата привршуваше. 100 активисти зад себе оставија успешно спроведена и завршена задача. Еколошката акција беше организирана во рамките на кампањата за подобра животна средина Не игнорирај, реагирај, која ја реализира Институтот за комуникацијски студии, а е финансирана од британската амбасада во Скопје. Дури финансирањето е од надвор. Ние овде за сметот или за комуналниот отпад надлежни се јавните предпријатија во општините. Како може да објасниме, нели, општа тепачка е кој да биде директор на кое јавно предпријатие, со години да имаме вакви диви депонии. Ова поред Кеот, нели, стотици луѓе имаат поминато и со години стоела депонијата. Успеавте за колку време ова да го расчистите? 150 луѓе бевте така? 150 луѓе бевме, дел од нас уште од раните утрински часови, за да ги пречекаме багерот и камионот од фабрика Карпош, кои што беа средени по приватна линија. Значи, моја другарка која работи таму, па излегоа во пресред. Сакам да напоменам дека многу често ни се случува кога Не биди ѓубре расчистуваме дадена локација, кога ќе се приклучат официјалните институции и служби, тоа да биде најчесто на штета на Не биди ѓубре, затоа што комуналците доаѓаат со еден многу смешан алат, без соодветна опрема и секогаш се трошат нашите кеси кои ние ги купуваме од донации на граѓаните. Дали се тоа наши граѓани кои што живеат во странство или се наши граѓани кои од тука ни даваат парични донации па ние купуваме. Никогаш не им текнало да донесат вода, на пример. Беше градоначалникот на општина Центар, не му текна да ни донесе вода. Јас ги праќав моите девојчиња да одат да докупат затоа што сепак 150 души на таа температура. Така, организмот има потреба од вода. Ирина, имате ли вие увид кога ќе исчистите еден дел, нели? После колку време дали имаме повторно смет на тие места? Конкретната локација ја чистевме по трет пат. Овој пат остваривме одлична соработка со Паркови и зеленила. Значи, најдов на огромно разбирање кај директорот и кај неговата екипа. Нарачав пред време да се искоси тревата, тоа што не може да се стаса да се искоси во раните утрински часови во недела, за да ние можеме да работиме во едни поприфатливи услови. Јас кодното име на таа акција беше Змијарникот и навистина во даден дел од акцијата почнаа змии да се шетаат. Страшно. Значи не беше само символички, метафорично, туку навистина. Тоа е во центарот на градот. Дејан, како да речам да се анимираат повеќе граѓани, но особено институциите? Или каде повеќе се допира?
анимирање на граѓанската свест, за да не бидеме ѓубриња, што би се рекло, или јавните институции, јавните предпријатија да вложат малку повеќе средства, енергија, нели, за да си ја вршат работата. Да. Ги плаќаме за, сите ние плаќаме, нели, за чистење на сметот. Тоа е суштината на оваа кампања "Не игнорира и реагира". Таа е всушност кампања од јавен интерес, иако ја реализира Институтот за комуникацијски студии, тоа не го правиме ние сами. Туку во рамките на кампањата поддржуваме голем број на постоечки иницијативи или пак со некои граѓански иницијативи, невладини организации, факултети, средни училишта, решаваме да направиме некоја нова активност. И на тој начин сакаме да ги анимираме луѓето, постоечките акции да ги поддржиме или да анимираме нови луѓе кои што ќе направат нешто и ќе испратат нека порака. Е сега преку тој граѓански активизам ние во кампањата сакаме да притиснеме на јавните институции, да им укажеме уште еднаш на некој проблем што постои, што можеби го знаат, можеби не го знаат, но истовремено и да провоцираме и да понудиме решенија. Во активностите кои што ги правиме заедно со факултети, со студенти, со професори, таму има многу јасни решенија што треба да се направи за да се реши некој проблем. Да го изложиме сакаме проблемот што постои во заедницата, да го насочиме на надлежните на јавните институции и истовремено да го понудиме решенија. Така, но рековме дека ајде прво вака надлежните предпријатија. Вие во едно соопштение наведувате дека тие не се опремени добро, нели, проблемите внатре. Па за комуналните дали е тоа депонии... оправдување? Бидејќи кога, нели, некој ќе освои власта, општа тепачка е кој да биде директор. Предпоставувам дека тој што се нафаќа за тоа треба да сака да оствари резултати. А во комунално предпријатие, нели, да воведеш ред, да нема смет по улиците. Секако не оправдување, значи овластувањата, мерките, буџетот е во нивните раце, така што тие треба да менаџираат со тие овластувања и со тој буџет за да ги решат проблемите. Е сега ние од граѓански сектор можеме само повеќе да укажеме на проблемите, да им дадеме поголема препознатливост, видливост во јавноста да ја поттикнеме да реагира, да ги пријавува проблемите, да... Но треба и да се прозиваат оние предпријатија кои не се на висина на... Мислам дека Сталин го кажал тоа, дека секој проблем има име и презиме. Мислам, не постојат абстракции, посебно кога се работи за нашава конкретна тема, а тоа е ѓубрето, а ѓубрето не може да биде третирано и изолирано од сите останати општествени текови. Па минатата година имаше кога амбасадориве на европскиве држави чистеа исто поред кеот. Да. Не знам тоа колку нас не засрами, би требало да не засрами, но еве, преку овие граѓански акции, преку ова, нели, и британска поддршка, веројатно можеме да менуваме дел од навиките. Дали, Ирена, сметаш дека казните би помогнале? Да. Казната како начин за справување со нашата нецивилизираност, а така заакани на Европа, мислам дека е алката која недостасува во целиот овој синџир. Како тоа, сега ние како активисти сме немокни на таа тема, меѓутоа тука институциите можат да блеснат во сиот свој сјај. Затоа што така ќе имаме дупла добробит, а тоа е повеќе пари во буџетите, а и повеќе присилно освестени граѓани. Имам чувство дека нашиве граѓани кои ќе отидат во некои европски метрополи имаат поинакви навики, се прилагодуваат на амбиентот, а овде некако сме навикнати да си тераме по балкански. Генерално, еден од проблемите во загадувањето на животната средина, во сите сфери, тоа е или поширока сфера, е недостигот или недоволниот мониторинг и контрола од државните и од локалните институции. Значи, недостиг на инспекцијски служби, неизрекување на казните, недоволна контрола, мониторинг на загадувачите на околината, дури кој ќе побарате некогаш официјална информација, еве ние тоа сме го работеле во рамките на кампањата и во други активности
активности што ги работиме поврзани со животната средина, се уште не се доволно транспарентни и отчетни да ги дадат информациите. Замислете, правевме документари за загадување на реките, имаме само еден државен инспектор, поточна инспекторка, која што го контролира или треба да го контролира, не знам дали го контролира, загадувањето на реките. И таа не сакаше да ни даде изјава. Значи, транспарентноста и отчетноста на институциите е исто голем проблем во делот на креирањето на политиките, нови стратешки мерки кои што треба да го решат ова загадување, не само во ѓубрето, имаме загадување воздух, вода, почва, несоодветни земјоделски практики, не грижа од индустријски капацитети во загадувањето, значи широк е спектарот и голем е проблемот со загадувањето. И еден од проблемите и несоодветната контрола на институциите. Па овој фрапантниот податок што веќе го споменав, 230.000 тони комунален отпад помалку да се собрал, тоа значи дека ние живееме во ѓубре. Да. Дали сметате дека можеби децата уште во градинка, во забавиште, треба да бидат на некој начин учени на култура на урбано живење? Секако. Мислам дека активно учество во целиот овој процес може да има Министерството за образование. Ете го септември кај, во текот на летниот период можат да изготват некаква програма која ќе ја инкорпорираат во училишниот систем од септември па натака, во кој што ќе бидат вклучени од предучилишна возраст, па од прво оделение, па сега колку учат таму, 9-летка. Тоа е една многу убава работа. Се сеќавам дека јас кога растев во Охрид, ние една од саботите во месецот го расчистувавме стариот дел на градот и тоа беше една сосема нормална и прифатлива активност. Сте имале некаква акција по школиве? Да, добивме покана во неколку училишта, меѓутоа јас во тие прилики поставив услов кој не беше исполнет, параѓубреџиите да отидат на акција во училишен двор, меѓутоа јас реков се дури не дојдат директорите на училиштата, наставничкиот кадар, дел од родителите на децата, како и самите деца, немам ја што да барам да расчистувам училишен двор. Тоа секако се подразбира некако, дека треба биде чисто. За подобра животна средина треба ли, значи, децата да се едуцираат од најмали нозе? Да, ние во оваа кампања ги вклучуваме средношколците и студентите. Средношколците имаме редовен конкурс изрази се преку медиумите кој што беше на тема за екологија и тие испратија фотографии, видеа за да го изложат проблемот во нивната заедница, значи ги поттикнуваме критички да размислуваат во заедницата и да ги пренесуваат проблемите, да се свесни за тоа и современо овие активности што ги правиме со факултетите, всушност ги работиме со студенти. Значи студентите ќе нудат решенијата од архитектонски факултет, машински факултет, од технички факултет, од БИТОЛ и некои други да не ги изумам нели во еве примерот со швеѓанката Грета е одличен пример како младите всушност може да покренат една голема светска акција конкретно за загадувањето. За екосвест, како ви прости, на нашата последна заедничка акција се појави 15 годишно девојче од Прилеп. Незината мајка ме исконтактира на телефон. Девојчето е еколошки освестено и пишувало состави на тема екологија и ги освоило сите награди. Она што девојчето укапирало, а што не го капираат голем дел од возрастните, е дека треба оператива. Поточно од напишано да се преиде во дело. Она и рекла: мамо, мене ми заврши сега учебната година, јас сакам да ме носиш во Скопје, да видам како тоа во живо изгледа. Кај нас инаку институциите само носат стратегии, нешто и на тоа се вадат, план за ни планот на планот план. Акција на терен. Па јас не би се согласил дека баш имаме стратегија околу загадувањето на животната средина. Имаме еден план за чист воздух од 2 милиони евра кој што воопшто не се сума, која што може да го реши проблемот. Така, спомена работа со студентите, да видиме сега еден прилог за една ваша соработка или акција со, мислам, студентите од Машински факултет во врска со отпадот и таму ќе чуете страшни податоци. Режија? За една пластична чаша да се разгради и се потребни 100 до 1000 години. Македонија тоне во отпад и смет. Статистиките се поразителни. Годишно се создаваат околу 700.000 тони отпад. 90% завршува на дивите депонии. Во земјава ги има околу 1000 кои се директни загадувачи на водата, воздухот, почвата.
Неколку студенти од Машинскиот факултет работеа на овој проблем. Филип Тодоровски е студент на одсекот термичко инженерство. Тој вели дека отпадот треба да се депонира подземно, во предходно оформени базени. Такви базени се имаат формирано, но поентата е во тоа што треба истите сега да се затворат, да отпочне тој процес на создавање на распаѓање на отпадот и на создавање на депониските гасови. Депонијата Дрисла е голем проблем, значи мора да се модернизира инсинераторот кој што се користи главно за согорување на токсичен отпад, главно на медицински отпад. Според студентката Јована Лозановска, во отпадот во државава дури 38.000 тони се пластика, а се рециклираат едва и 19%. Кај нас најголем проблем е депонирањето, затоа што пластиката се депонира, а не се рециклира, многу мал процент, 19%, и депонирањето не е препорачливо, бидејќи пластиката многу тешко се разложува по природен пат и потребни се околу 400 до 1000 години за нејзино разложување, во зависност од видот на пластиката. А има и пластика што воопшто не се рециклира. Стаклото може 100% да се рециклира и реупотреби, но над 40.000 тони стакло секоја година завршуваат на депониите во земјава, а за да се разгради потребни се повеќе од 5000 години, вели студентот по енергетика и екологија Александар Белчовски. Наједноставното решение е да се отвори некоја фабрика во која што ќе може да се претопува тој стаклен гранулат, а со самото претопување на стаклениот гранулат имаме можност ние да формираме наши стаклени амбалажи. Например, овде на Машинскиот факултет можеме ние да конструираме такви стаклени амбалажи кај што ќе дистрибуираме. Решенијата за проблемот лежат во изградба на регионални центри за управување со отпад, преку кои може да се спречи создавањето на дивите депонии. Дополнително од отпадот може да се произведува енергија за потребите на домаќинствата и индустријата. Според пресметките, околу 20% од отпадот на Дрисла може да се согорува и од него да се затоплат дури 9500 домаќинства. Еви, одлични. Плюс студентите, податоците што ги кажа, значи, ова е не само да го лоцираш проблемот, да нудиш решение. Допира ли ова до властите? Сепак да допираше ова до властите, овие деца веќе ќе беа наголемо ангажирани и во Министерството за екологија и во сите надлежни служби. Но како што гледам, препознавам една доза на разочарување кај сите нив, затоа што располагаат со податоци, а не гледаат дека нешто се случува на терен. Не, ова што го кажа за колкав процент од отпадот од Дрисла може да се користи и да се затоплуваат околу 9000 и колку кажа семејства или домови, и тоа вака да помине без да има реакција е жално, навистина. Да. Се разбира за се треба инфраструктура добра, значи добри планови и пари, но затоа Преска кажа дека со 2 милиони евра ние не можеме да го решиме проблемот со животна средина, бидејќи е комплексна. Сите загадувачи влијаат еден на друг. Тоа што е загаден воздухот се таложат штетните материи во почвата, влегуваат од почвата во подземни води во реките, од реките се наводнуваат земјоделските површини, ние тоа го јадеме. Значи тоа е еден поврзан систем и не може да се потребни се навистина стратешки мерки и на долг рок решенија. Тоа што сега го гледаме се некои адхок мерки, некои популистички мерки кои што се преземаат, кои што воопшто не ги решаваат проблемите. Конкретно воздухот во моментов не ни е проблем, не го гледаме, не го чувствуваме. Меѓутоа ова е периодот кога треба се преземаат реалните мерки за да не го гледаме воздухот како што делиме. Да, но јас уште не разбрав кои се загадувачи, туку во одредена општина ќе се каже е најзагадена, чадови се гледаат и потоа се наклапа која е причината. И така со години, исти муабети. Другата страна што јавните институции милува да каже дека граѓаните ја загадуваат околината, нема еколошка свесност, нека нема докрев вистина во тоа. Меѓутоа, од друга страна, ако затоплувањето на домовите бил најголем загадувач, тогаш што направила владата или општините да им помогне граѓаните да имаат пристап до парно, до газ? Ако сообраќајот на старите возила се загадуваат, што прави владата со субвенционирање на пополни возила или пак индустријските капацитети? Ако се лоцираат причинителите, ќе се знае каде да се насочи, да речем, битката. Ирена, сте барале средба, прием со
градските власти, општински, на централно ниво? Парадоксално, но градските татковци бараа средба со нас. Да сме се координирале во однос на расчистување на ѓубрето, што лично мене ми е многу смешно. Во која смисла? Да, значи, па смешно е затоа што ние сме сепак активисти. Во смисла да ве активисти. користат како собирачи? Тоа ми е најмалку отпад. битно дали ќе соберат или не поени, меѓутоа ние можеме, ете како Словенија стана најчиста земја. Не затоа што активистите повлекле, туку затоа што повлекла државата и заинтересираните се вклучиле, ама државата имала цела една стратегија која што ја пуштила во погон. Не може инцидентно да се учествува на нашите акции. Ние немаме ниту логистика, ниту ресурси како граѓанска иницијатива, неформална, спонтана, за да направиме не знам каква видлива разлика. Меѓутоа, од друга страна, сум среќна дека сепак пробивме и до помалите градови, до села, се повеќе се збори за иницијативата, луѓето почнуваат да го забележуваат ѓубрето, за разлика од порано кога само го поминувале. Сме направиле мал помак. Сега институциите мора да направат некој видлив чекор. Не поради популизам, страшно е. Тоа се основни, витални, ние зборуваме овде за витални работи, не зборуваме за фини нешта, за финеси и за нијанси. Ние зборуваме за воздух кој го немаме да го дишеме, за комплетно едно загадување и на воздухот, и на водата, и на почвата, и никој ништо не превзема. Па еве тоа што рече Дејан, еден инспектор има за загадување на реките. Што е најзагадено всушност во Македонија? Алармантни се податоците. Всушност целата состојба е алармантна повеќе од една деценија. Значи, енормно е загадувањето и на воздух, и на вода, и на почва. Според најновиот извештај на загадувањето на воздухот во Европа од Европската агенција за животна средина, Македонија беше меѓу најлошо рангираната во сите држави во Европа. Тоа знаеме дека Тетово, Скопје, Битола беа најзагадените градови во 2017. Не беше нешто подобра ситуацијата и минатата година 2018. И тие податоци веќе се знаат, ама исто така поминуваат, како што нели кажа претходно, дека Светската банка има проценка дека 300 милиони евра се трошат на здравствени услуги во Македонија, а тоа се на Светска банка, на Светска здравствена организација, дека како последица од аерозагадувањето годишно умираат и до 1300 луѓе. Значи многу фрапантни податоци. Понатаму од истражувањето кои што ние во кампањата нели ги правиме од секојдневната комуникација со нели експертите што се вклучени во областа, значи имаме податок дека само 7% од сите отпадни води во Македонија се прочистуваат. Значи се останато од отпадни води завршуваат непрочистени директно во реките. Дури оние кои што се прочистуваат не користат модерни технологии, значи тие не се докрај прочистени. Според податоци од Министерство за животна средина, значи голем дел од металуршкиот отпад фаќа големи површини на обработливи земјоделски површини и го намалува земјишниот фонд. Почвата се загадува индиректно од контаминиран воздух, вода. Значи, големи се загадувањата. Понатаму, делот за загадувањето на животна средина представува лошото урбанистичко планирање. И тоа влегува во квалитет на животна средина, квалитет на живот на граѓаните. Значи, за тоа сме веќе свесни дека се узурпираат зелени површини, се сечат дрвја, не се садат нови паркови, не се подигнуваат нови паркови. Значи, тука спаѓа и узурпирањето на јавните површини, на недостиг на алтернативни, да речеме, мерки за превоз на велосипедски патеки, на модерен превоз на трамваи, на возови, значи на било што. Се возат стари автобуси, така што сето тоа влие на загрозувањето на животната средина. Градскиот парк како стои со отпадот? Колку, бидејќи е посетуван од скопјани? За викендите изгледа страшно. Нема доволно канти за отпад. Се преполнуваат и граѓаните ги дополнуваат околу, прават уметнички инсталации, тука се птиците кои што целото тоа го разнесуваат, но мислам дека и целото тоа ќе биде песна, која ќе ни остане во сеќавањата, ако земеме предвид дека сега таму градскиот татко планира да изгради еден забавен парк. Во единствената оаза која што личи на нешто, дел од една метропола, баш утринава го читав тоа, ќе има во склоп на градскиот парк 11.000 паркинг места. Значи, ако со едно возило стасуваат четворица,
и влегуваат во тој забавен парк, јас можам само да претпоставам на што ќе личи тоа. И еве упатувам една молба, еден апел, преколнувам тоа да не се случи. Мислам дека последиците од тој забавен парк ќе бидат еднакви, ако не и поголеми од катастрофата Скопје 2014-та. Ете, нека има забавен парк, убаво е тоа, сите сме оделе на запад и сме го гледале тоа, меѓутоа може да се направи рационално, разумно, некаде надвор од Скопје, така и градот ќе биде растеретен, а ќе го сочуваме паркот. Така што ги замолувам и паркобраните кои што гушка 4 дрвја пред хотел Бристол да дојдат да ги загушкаат дрвјата низ парк и да не го реметат, значи живиот свет. Таму има преку се едно, значи мора да освестиме дека тоа стварно ќе биде еден геноцид. Некој ми спомна дека има во нашиот градски парк има преку 90 видови птици кои ќе бидат тотално изреметени од целата таа бучава од адреналинот на кој повикува масовно да се придружиме Петре Шилегов. Значи тоа ќе биде помор. Така. Еден човек кој што не е кадерен да го исчисти градот, да направи нормално течение на сообраќајот и на се, ќе гради парк за да не сме биделе мапирани во радиус од 250 километри, ќе сме имале забавен парк. Па ви се молам, тоа е нонсенс. Има доста сега активни екоздруженија и во Скопје и во државава. Може ли таков некој притисок? Гледам за разни акции се обединуваат здруженијата да се крева глас, затоа што за одредени случаи ова власт покажува сенс, не за сите, ама кога ќе се крене голема врева за нешто, можда и може да се промени. Како ви изгледа? Има голем број на иницијативи, најмногу на социјалните медиуми. Тоа не е лошо. Луѓето главно критикуваат и дискутираат на социјалните медиуми. Помал дел од нив се и активни на терен, но меѓутоа од некаде мора да се почне. И овој активизам граѓански и за него треба процес да се развие. Но добро е што почнат, луѓето се обединуваат, потоа неколку иницијативи може да се здружат за повторно да алармираат за нешто. Значи, граѓаните едноставно треба да се приклучуваат кон такви иницијативи, но истовремено треба да им стане јасно и како еднинки може да придонесат, дека секој може да се јави во општината, да отиде да учествува некаква јавна расправа, да пријави во инспекторатот некаков проблем, некој загадува. Значи мора бидеме свесни дека може да придонесеме. Да, но едно е таа граѓанска свест и иницијативност, второ е да има одговор од институциите. Точно, тие треба да се многу поинклузивни во процесот на креирањето на политиките и да ги слушаат граѓаните, невладиниот сектор со нивните решенија, академската заедница, еве од прилогот слушнавме дека ги имаат решенијата и врз основа на тоа да ги носат одлуките. Што ги слушнавме со тие податоци идеи, буквално некој да им посвети внимание од градските власти. Не само да им посвети внимание, да ги грабне и да ги инкорпорира во своето министерство или во своите служби и да почне да работи. Така. Таа екосвест го спомна, нели, случајот со протестите на младата швеđанка Грета. Како го коментирате? Сепак, во светски рамки на тој план беше лоша состојбата. Колку години за климатските промени се разговара, но никако да се поместат работите. Но на последните европски избори зелените имаат голем скок. Дали тоа е сепак еден, да речеме, едно поместување и пораст на екосвеста. Колку ние во нашава држава имаме шанси, дали со овие сите вакви акции и граѓански иницијативи можеме да направиме на тој план некаква зелена акција, партија или како да речам, или партиите што постојат да ги инкорпорираат тие проекти и идеи. Повели.
Па ја би рекол дека треба да ги следиме добрите практики. Еве лани Европската комисија донесе одлука со која што им наложи на европските држави да престанат со користење на пластика за еднократна употреба и точно наведе кои производи не можат да се користат или ако се веќе се користи таква пластика треба да е јасно назначена какви штетни супстанции користи, со етикетирање на тие производи. Исто така им наложи дека мора да се 20 или 30%, не сум точно сигурен, дека мора да се отере употреба на пластика на производите кои што се произведуваат. Значи има мерки. Јас не би рекол дека кај нас нема регулатива. Значи имаме, се е регулирано со закони во сите сфери на животната средина. Законот но меѓутоа колку тие се спроведуваат. Значи сега тука е прашањето колку потоа се гледа во секојдневниот живот колку тие закони се реализираат. Тоа што исто кај нас недостасува вака од, да кажеме, регулатива е што правото на животна средина е право признато од Обединетите нации како стандард од Обединетите нации и меѓутоа кај нас тоа во уставот не е прецизно наведено како човеково право, значи право на животна средина. И да речеме тоа би можело биде некоја наредно ветување, нека партија за заложба. Е да смените и закон па и устав дури. Многу е тешко да ги смениме навиките. Јас имам таков впечаток во држава. Некои работи не мора да ти се пропишани со Велат одредени дека акти. за менување една навика е потребен 21 ден интензивна работа. Ама ако се сака. Да. Така, за крај, Рена, како ти делува? Задоволна си не само од вашата граѓанска иницијатива Не биде ѓубре, воопшто велам од подигањето на таа некаква екосвест се јавуваат тие граѓански акции? Па сум задоволна затоа што кога ќе ми текне на првите мои изјави на оваа тема, велев дека ќе бидам задоволна ако ја смениме свеста макар кај еден граѓанин. Ние направивме многу повеќе од тоа и среќна сум и ќе продолжиме се дури јас лично не бидам задоволна од резултатот. Тоа ќе биде мачно. Цело време тоа го повторувам. Мачно е, меѓутоа мислам дека ќе издржиме. Препознавам луѓе кои се спремни да се борат. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Благодариме на поканата и на поддршката воедно. Ќе ве воедно. следиме и натаму. Мислам дека за многу работи треба заеднички акции, поддршка и од медиумите за да имаме подобра и поздрава животна средина. Благодарам. Останете на програмата на 1 ТВ, се гледаме за неколку минути подобро.